Среќен празник. Почитувани граѓани, почитувани присутни, другари, пријатели, членови, активисти, симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз и гости од коалиционите партнери. Добар ден! Да живее слободата на граѓаните на Република Македонија! Да живее слободна Македонија! Нека ни е среќен и вековит 8 септември, денот на независна и суверена Република Македонија. Ја живееме можноста да ги оствариме своите цели и стремежи по сопствен избор. Лично независни, без ограничувања. Ова не е момент, ова е избор на живот, слобода. Тоа е првиот чекор кон остварувањето на другите наши цели. Економска независност, например. Европски шанси, например. Чекорот кон слободата и кон шансите заедно го направивме. Исто како што на 8 септември пред 26 години граѓаните масовно, самостојно излегоа на референдум и избраа независна Република Македонија. И ние, во големо мнозинство, сплотени од различностите, со силна верба во вистината и правдата, избравме слобода. Тајната на слободата е во храброст, напишал еден писател. И да, бевме храбри. И достоинствено е, заслужено е, не е непристојно ако се гордееме, дека покажавме одважност и храброст да се издигнеме над личните интереси и да застанеме за државните интереси. Секогаш, кога е тоа потребно на нашата држава Република Македонија. Така беше кога одлучувавме за независноста на Македонија во 1991 година со нашиот прв председател Киро Глигоров пред нас и премиерот Никола Клюсев, кој покажа како се работи заедно за државните интереси. Кога ја спасивме државата од војна 2001 година, кога почнавме да го градиме патот кон Европската унија и НАТО во 2005 година, кога застанавме во одбраната на демократијата 2011 година, кога во 2015 година ја објавивме вистината за Македонија, кога се здруживме без задршка, кога се здруживме сите без задршка, оваа 2017 година и на државата и донесовме нова, демократска, отворена, проевропска влада. Така и сега, кога ги носиме одлуките за новите перспективи. И уверен сум, така ќе биде и во иднина, кога ќе ги живееме придобивките од тие перспективи. Затоа што, ако нешто е темел на социјалдемократската идеја, тоа е нашето чувство за солидарност и слобода. И бидете горди, другарки и другари мои, на ова наша сплотеност и борба за слобода. И сега ми паѓа на памет она што за Ками е слобода. Тој напишал: слободата не е ништо друго освен шанса да бидеме подобри. Во право е Ками. Ова шанса да бидеме подобри е нашата иднина. Затоа подаваме рака на сите. Затоа се отвараме за сите. Затоа работиме со сите. Затоа што слободата што денес ја славиме е нашата одговорност. Затоа што човек е најодговорен кога е слободен, бидејќи можностите се негови и изборот е негов. И последиците од тој избор се исто така негови. Другари, пријатели, почитувани граѓани, имаме златна шанса да покажеме дека можеме да бидеме подобри. Дека знаеме да бидеме подобри. И дека сакаме да бидеме подобри. И да ја осигураме иднината. Избравме самостојна, слобода, демократија и европски вредности. Па тоа значи подготвеност да се видиме сите заедно во таа иднина. Иднината наша, како граѓани, иднината на Република Македонија,
е во Европската Унија и НАТО. Реални се шансите на есен Македонија да добие чиста препорака од Европската комисија. Реални се шансите Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО. Реалност се економските перспективи, спокој во семејствата, децата дома, нови вработувања, успешни предпријатија, европско образование, современо здравство. Реалност е тоа наша, достижно е. Пред дланката ни е на дофат. Ги почнавме процесите. Со зголемувањето на минималната плата, со надоместоците за земјоделците, за стечајците, со намалувањето на давачките, воведувањето на ефтината струја, укинувањето на радиодифузната такса, со поддршката за предпријатијата, со градењето институции во служба на граѓаните, градењето мостови со соседите, со реформските процеси што ги отворивме, низ инклузивен пристап, со шанса за учество на секој, со политиките на отворени врати кон нашите стратешки партнери Европската Унија и НАТО. Ја испративме пораката. Ние можеме, знаеме и сакаме да бидеме подобри и заслужуваме да бидеме дел од иднината на напредниот, прогресивниот свет, затоа што и таму припаѓаме. Затоа, другарки и другари, почитувани граѓани, паметот во глава. Потребна ни е повторна и мудроста и зрелоста со која што земјата од генератор на криза ја претворивме во мотор на развој. Патот е пред нас. Патот е чист. Демократијата е процес, се надградува, не се поседува. Од нас сите зависи. Да ги задржиме трпението и вербата и да ја обезбедиме нашата светла заедничка иднина. Затоа треба слободно да одлучуваме на следните локални избори. Треба да сме отворени за различностите по која било основа и критичка мисла. Треба да сме подготвени да работиме и действуваме заедно. И не само што треба, туку мора, ако сакаме успехот да биде целосен. Владата е достапна, отворена, блиска со граѓаните, затоа што и произлезе од граѓаните. Тука сум на настан, организиран од Социјалдемократскиот сојуз, председател сум на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но и премиер на сите граѓани. И вас, граѓаните, и вас, мои другарки и другари, сопартици, ве охрабрувам. Сугерирајте, анализирајте, критикувајте, барајте подобро и стремете се самите да бидете подобри. Тоа е патот да работиме заедно. Тоа е патот и да си ги охрабриме младите, дека можем подобар живот во нашата Македонија. Проблемот не е во критиките, проблемот е ако нема критика. Додека човек се бори, значи дека е конструктивен и дека сака да придонесе кон подобро во општеството во кое што тој живее. Такви луѓе ни требаат. Такви млади, такви генерации. Гласни, енергични, ангажирани, активни. Во заедништвото е еднината. Во заедничките одлуки. Во заедничката среќа. Заедно, другари, до нова победа за сите нас во нашата преубава, полна со шанси и отворени можности Република Македонија. Промените се закон на животот. Обезбедуваме живот. На темелите на минатото градиме иднина. Нека ни е честит денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Да живее суверена и самостојна Република Македонија. Благодарам.